Рибата си плива мирно во морето. Птицата стои како украс на дрвото. Бактериите и бумбарчињата танцуваат околу нас. Не грижи се, ова видео не е стихотворба. Неверојатната разноликост на животот на планетата Земја е навистина зачудувачка. Се проценува дека постојат меѓу 5 и 10 милиони различни видови на живи организми на Земјата. Од ова се исклучени сите бактерии, бидејќи е многу тешко да се избројат. Што е заедничко за сите организми? Што е тоа што го прави живиот организам? Научниците откриле дека сите живи организми, од наедноставната мала амеба па се до големата висока жирафа и сите помеѓу нив, ги имаат овие 7 карактеристики. Првата е движењето. Кај некои организми движењето е очигледно, како кај гепардот. Тоа е најбрзото животно на планетата, кое може да трча со брзина од 100 км на час. Другите организми, како растенијата, се движат многу побавно, но сите живи организми се движат. Втората е дишењето. Дишењето е карактеристика која се одвива во клетките за да се ослободи енергијата која се наоѓа во храната. Организмите развиле различни начини на дишење, но сите имаат потреба од енергија и на овој начин ја ослободуваат. Третата е осетливоста. За да може живиот организам да преживее, треба да може да ја почувствува околината. Така наоѓа храна, или засолниште, или да ги избегнува предаторите. Но сите живи организми развиле барем наједноставни сензори за да го прават ова. Луѓето имаат 5 сетила: допир, вкус, вид, звук и мирис, преку кои јасно ја спознаваат околината. Четвртата карактеристика е растењето. Сите организми растат. Кај едноставните организми клетката полека станува поголема. Посложените организми создаваат повеќе и повеќе клетки. Животните престануваат со растење во зрелоста, но некои растенија може да продолжат да растат и да станат многу големи. Всушност, најголемиот жив организам на планетата не е растение, туку е габа. Тоа е еден вид медна габа која расте во Орегон и се смета дека се простира на преку 4 километри. Петта е размножувањето. Некои организми можат самите да се размножуваат, како на пример бактериите. Ова се нарекува бесполово размножување. Други пак се размножуваат полово, преку машки и женски единки. Бактеријата се размножува на секој 20 минути, но африканскиот слон своето бебе го носи 22 месеци пред да се роди. Излачувањето е шестата карактеристика. Ова е различно од исфрлањето на изметот, што се вика егестија. Излачување значи исфрлање на отпадните материи од хемиските реакции во организмот. Дишењето, на пример, создава отпадни материи и секој организам треба да се ослободи од нив. Тоа се нарекува излачување. Последната карактеристика е исхраната. На секој жив организам му е потребна храна. Растенијата сами си ја создаваат храната преку процесот на фотосинтеза, но сите останати организми ја наоѓаат храната на друго место. Снабдувањето на еден организам со храна на било кој начин се нарекува исхрана. Да повториме. 7 животни карактеристики. Нив може да ги запомниш лесно. Тоа се диридор, движење, исхрана, растење, излачување, дишење, осетливост, размножување. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.